Денеска вистински патриот во секоја земја, така и во Македонија, е тој што ќе најде работно место за младите. Тој што ќе обезбеди повеќе среќа кај своите граѓани, повеќе пари во домашниот буџет на секое семејство. Тој е вистински патриот и таа борба мораме да ја водиме. Кој би останал да живее во држава со толку висока младинска невработеност, со толку голем степен на иселување на младите, со такви катастрофални студентски и средношколски домови, и кој би останал воопшто да живее во држава во која нема слобода и демократија? И дозволете јас да ви одговорам. Ние ќе останеме тука во Република Македонија. Сите што сме овде денес на плоштадот на овој убав сончев ден. И нема да останеме за да живееме во таква Македонија. Туку остануваме тука за да живееме во нормална, модерна, слободна, европска и демократска Република Македонија. Не можем да ги гледам повеќе луѓето како тонат во сиромаштија. Директно зголемување на вкупниот доход во секое семејство паралелно ќе се случи со мерката повраток на ДДВ за секој граѓанин. Намалување на данокот на сиромашните граѓани и покачување на данокот на побогатите граѓани. Доведување до социјална пензија на старите луѓе кои што наполниле 64 и 65 години старост, но немат 15 години стаж, плюс да добијат и тие луѓе пензија. Реформите околу медиумите и избирачкиот список се главни предуслови за фер демократски избори. Докаде се овие реформи? Има ли барем малку напредок или ВМРО-ДПМН продолжува со обструкциите? Во делот на медиумите, борбата е за Советот на Агенцијата за медиуми и за Програмскиот совет на Македонската радиотелевизија. Во моментот, во Советот на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги има 4 ВМРО-вци, 2 од ДУИ и 1 новинар. А тој совет треба да ги контролира медиумите. Ние не сакаме нешто да промениме во Сител, во Канал 5, во Алфа телевизија или во било која телевизија. Приватни медиуми се. Ние сакаме да промениме во контролорот, во регулаторот на медиумите. Тоа е Агенцијата за медиуми. И не бараме таму да влезат луѓе од СДСМ или од опозицијата. Нашето барање е да бидат експерти. 7 независни експерти, кои што нема да зависат повеќе од Груевски, нема да зависат ни од Заев, нема да зависат од никој политичар. Да бидат експерти и на дневна основа да реагира. Дали би се подложили на политиката на Европската унија и САД или би барале друга алтернатива? Не постои алтернатива од Европската унија и НАТО за еднината на Македонија. Нема друга алтернатива. Да ви кажам зошто се бориме за НАТО и ЕУ. За да никој пат повеќе не штрепаме од надворешна агресија ако бидеме членка на НАТО. Ако бидеме членка, стабилноста и иднината во делот на унитарниот карактер на Македонија, гаранцијата на неповредливост на нашите граници е обезбедена за век и веков. И тоа прашање е ставено на страна. И гледаме економија да развиваме. Во странство наваѓам често работа. Значи, докажувам се како добар гарден дизајнер. Но во Радовиш, веќе 2 години не можам да посејам ни една китка за да добијам нешто возврат, за да однесам на моето дете едно чоколадци. Јас сум родител на едно дете. Двајцата сме дипломирани незапослени. Некои луѓе и покрај тоа што се вработени имаат право на надоместок, еве на пример за трето дете или за породилно боледување, а тие што воопшто никош немаат засновано работа односа се родители, барем тие 9 месеци никаков надомест не добиваат. Денеска ако штабот на ВМРО-ДПМН одлучи дека на тоа семејство треба да му се даде социјална помош од 5000 денари, иако работат двајцата млади брачни другари во јавна администрација има 2 деца, тоа така се прави без разлика, што има двајца млади брачен пар невработени, има 2 децичка и не добиват ништо од државата. Тоа денеска е вистината, заради тоа што партискиот штаб на ВМРО-ДПМН така одлучува. Нема еднаквост, нема правичност, нема рамноправност, нема солидарно општество. Денеска се помага таму каде што врхушката на власта ќе каже дека треба да се помага. Тоа не е фер општество. Тоа не е среќно општество. Тука лежат и причините на ова наша борба. И од тука правичноста во социјалната политика, правичноста во мотивацијата на младите брачни парови, правичноста во нивната поддршка е дел
од солидарното, слободарско, демократско општество за кое што се залагаме како социјалдемократи, како левичари, за кои што веруваме дека ќе биде призвук или предзнак на времето кое што ќе дојде после промените на власта.